Дајте им слобода на луѓето во спортот да го прават тоа што го тренирале, да бидат слободни. Сватив дека треба промена. Победник не е само оној кој што ќе крене пехар, не е само оној кој што ќе крене медал, кој што ќе носи медал, тоест на врат. Победник е оној кој што ќе се обиде и тогаш кога ќе сгреши, кој што нема да се плаши од грешка. И јас пишав мејл, каде што ми дадоа, се обратив, луѓето ми вратио таму, договоривме состанок и беше идејата да направиме, пошто не го прават ова вид на панел дискусии. И беше идејата да направиме такво нешто во Скопје. Сега требаше да дам листа на гости. И мојата листа на гости, како предлог гости, беше господин Кира Лазаров, професор доктор Сашко Кедев и Полексенија Вановска. Даријан, како си? Ѓорги, одлично, супер, мотивиран, инспириран за убав одличен подкаст, за супер емисија и верувам дека ќе биде топ. Како си ти? Фала ти, добро сум, ова ни е прво снимање од кога ќе му да од јуни таму некаде, прва епизода во новата сезона и баш ми е мило што имавме можности да се запознаеме пред снимањето, а и сега ќе имаме можност да поминеме некој сат и нешто да збориме. И баш ми е мило што со тебе отвараме. Пак се спојува тоа спорт и ментално здравје и продолжуваме у тоа некое поле. Ама, као што е редот, трета сезона, прва епизода, што е за тебе ментално здравје? Па види, најпрво пред да одговорам, сакам да ве пофалам и да ја пофалам концептот, иницијативата, баш во тој момент на промоција на менталното здравје и неговата улога, колку е тоа значајно пред се, не само за здравјето на луѓето, туку и во нивниот личен развој, па натаму во животот. Во однос на прашањето, јас ќе се обидам да дадам два одговори, од два аспекта. Првиот момент е дека менталното здравје јас го доживувам како еден многу важен приоритет, може да кажем еден од основните приоритети кон кои што ние како поединци, говорам како индивидуи, треба да се осврнеме со посебно внимание. Тоа е едниот аспект, особено ние како млади луѓе. Од друга страна, посебен приоритет кон кој што треба да се осврнат институциите, општеството, државата, компаниите, спортските институции, спортските организации, односно се онаму каде што циркулираат луѓето и младата популација. Зошто го реков ова кон младите, кон луѓето, односно кон самите нас? Затоа што менталното здравје и те како има значајна улога во нашиот личен развој, во нашиот кариерен развој. Секоја промена која што ние ја правиме и те како се рефлектира во нашето ментално здравје. Секој нов почеток, секоја нова ситуација која што се случува, во прв момент кој е оној кој што најмногу го афектира менталното здравје. И затоа луѓето кои што имаат, да кажам, ментална стабилност многу полесно се пристапуваат кон тие промени и ги прифаќаат тие предизвици. Сега во делот на спортот тоа па е сосема друга приказна. И сметам дека сега, повеќе од кога било, треба да се посвети големо внимание како приоритет менталното здравје кај младите спортисти, кај спортистите генерално. Ќе говориме ние во теков на подкастот многу повеќе во однос на тоа. Меѓутоа, огромно значење има во делот на спортот. Сега, оној втори аспект кој што јас го гледам, е менталното здравје всушност за мене представува една слика на тој наш некој си емотивен развој, когнитивен развој, баш како ова што го кажав. На пример, најасновен пример е да направам промена од една работна позиција или од едно работно место на друго работно место. Тука се соочувам со сосема нови предизвици, нови колеги, нова работна средина, нови задачи, каков однос ќе воспоставам со колегите, со оној кој што е предпоставен, менувам нов клуб во делот на спортот, како ќе ме прифатат играчите. И се е тоа, да кажам, значено како тоа ќе се рефлектира во нашето ментално здравје. Ако ние сме ментално подготвени и знаеме да се носиме со сите тие силни емоции кои што се случува, затоа што сите ние сме луѓе, секој во нас има емоции. Не може некој да каже нема емоции, јас сум младен или како шприцер така натака. Има такви луѓе, меѓутоа генерално секој има внатрешни емоции, секој се бори со тие своји емоции. И затоа кажав, менталното здравје за мене е една слика на тој наш емотивен развој. Колку сме ментално постабилни, колку сме ментално посигурни, толку можеме многу полесно се справиме со секој предизвик, со секоја емоција.
И не секој се раѓа нели таков. Ние ни стекот на годините, ни стекот на животот, ни стекот на тој некој наш кариерен пат, усовршуваме, учиме и затоа е интересно тоа што го прашуваш ти што е ментално здравје кон секој. Секој си дава некој свој одговор и тука гледаш како секој поединец низ својот кариерен пат учи и дознава многу повеќе за менталното здравје. Да, и мислам дека тоа што спомнати, ние не се раѓаме и се одеднаш имаме, не знам, свесни сме за ментално здравје или и ако гледаме и самиот карактер нас не се менува. Ние учиме многу работи као мали и тоа ни помага нели да растеме и сега како растеме имаме можности за повеќе да научиме. Еве јас гледајќи самиот себе, ние со подкастов почнавме со снимање некаде февруар минатаа година. И од тогаш до денеска и јас знам дека ја имам доста научено и самото тоа што сум имал минимум 60 и нешто колку се таму разговори за ментално здравје со луѓе од најразлични, знам дека мене ми помогнале за моето ментално здравје да биде на некое поголемо ниво. Не сега најчесто нели јас сум од тука ја ги поставам прашањата, не кажувам многу, ама сам гледам кај себе колку тоа ми има направено разлика. Дали да се справам со неколку работи, дали сум почнал нешто ново да правам поради тоа, има голема разлика, а камоли пак да земаме работи, да ги ќе научиме нешто, ќе ги ставиме употреба. Така. И тука е тоа, ние не се раѓаме така, и затоа, например, секојаш и сакам и да ги допрашам од каде доаѓа, например, таа желба за или вакво размислување. Веќе ти си растен као некој во спортот каде што си на, не знам, кај нас у Македонија па и на Балканот се оди со авторитет тешко, со викање, со дерење. Од каде, например, кај тебе, као некој кој што играл кошарка цел свој живот, доаѓа вакво размислување да бидеш денеска тој што ќе не вака, оке функционирало или сме мислеле дека функционирало, ама мора да се направат промени. Па види, знаеш како јас, спортот е моја огромна љубов и од мали нозе уште, не знам, 6-7 години уживав буквално да бидам надвор цело време да спортувам. Тогаш живеев во Бутаведен, имавме двор, цело време. После училиште, надвор, спортување, трчање и така натаму, некако сакав да бидам дел од тој спортски живот. Тоа ми одговараше. Мислам, во тоа уживав. Таа некоја дисциплина која што спортот ми ја створи. Патот некако ме насочи да почнам да се занимавам со кошарка. Да тренирам кошарка уште од некоја си моја седма година. 7 години имав, почнав да тренирам кошарка. И некако имав да кажем предиспозиции, имав некоја убава висина, бев брз за мојата генерација, убаво се вклопував во целата екипа каде што играв и каде што поминав низ различни екипи и клубови. И тоа беше еден период од некој си, да кажам, 14 години. Јас играв некаде до 13 години, до 21 години играв кошарка, поминав повеќе клубови. И што се случи, што е многу интересно што сакам да го кажам и зашто сега почнав ова да го кажувам. Во сите тие 13 години колку што јас играв кошарка, 7 години, 8, 9, 10, не е некоја возраст каде што ти можеш да осудуваш, да гледаш што ти недостасува, што ти е потребно за да бидеш нели подобра верзија од себе секој нареден пат. Во сите тие 12 години дека јас играв кошарка, ниту еднаш во ниеден клуб ние немавме како спортисти, млади спортисти, немавме ние можности, шанса да имаме некој човек, едукатор, кој што ќе дојде ќе не научи што значи правилната исхрана. Што значи ментално здравје во спортот, што значи мотивација. Зошто јас се чувствувам некогаш без енергија на тренинг, на надпревар. На тренинг сум супер, давам се од себе, играм одлично. Баш нели јас и ти споделивме еден исечок од еден подкаст каде што гостува Пеџа Самарџиски, наш познат кошаркар, нели, кој што говори баш во тој момент од клупа додека станам, кој ќе ме викне тренерот да дојдам нели да играм, како да некој ми ја зима енергијата, како да некој ми е зел цела сила од мене. И никој не дошол нас да ни каже зошто тоа ни се случува така. На терен сме едни, на тренинг сме едни, на надпрва е сосема друго чувството. Ми се случува тоа и мене. Моите родители
ми беа огромна поддршка во спортот и на мене и на брат ми. Значи не поддржувале максимално, разговарале со нас. Меѓутоа, друг е пристапот на родителот, друг е пристапот на пристапот на експерт човек кој што знае како со тебе да разговара од тој психолошки аспект. Јас многу пати сум чувствувал, да кажам, таа некоја вознемиреност. Ќе дојдам на тренинг одлично, на надпревар, сосема друго. Ми се има случајно да ми беше омилен играч Дерик Роуз во тој период. Актуелен кошаркар, многу работа има направено, одлично движење и така натаму. Ти како млад играч тебе е тоа инспирација, нели, мотивација ти. Ги тренирам неговите движења, сакав да направам нешто што ќе направи некаква промена на теренот. Пробам да направам едно негово движење кое што претходно си го тренирав. Движењето помина одлично. Нели, завршетокот на кош, шутнав, погодив обрач, не погодив кош. Тренерот вели: "Зошто го правиш тоа? Ќе ти извадам." И јас сега во таа моја во тој период си викам, па ако не направам ова, како ти ќе знаеш дали ја грешам или не грешам, како ти ќе ме насочиш? И тоа се некои, да кажем, моменти кои што ти одземуваат самодовербата како млад играч. Затоа што јас спортот гледам како еден вид на задоволство, уживање, креативност, да, имаш одговорност спрема играчите, спрема тренерот, спрема тебе самиот, спрема публиката која што гледа, која што дошла да те поддржи, и како така треба да се пренесе тоа. И треба луѓето да имаат одговорност кон све што прават. Меѓутоа, дајте им слобода на луѓето во спортот да го прават тоа што го тренирале, да бидат слободни. И во тој период, согледувајќи го на што се случува низ годините во спортот, тука и кај нас, за жал, меѓутоа и на Балканот, сватив дека треба промена. Сватив дека треба да се разговара многу на ова прашање. Еве, ја ќе го земам проблемот со младинскиот спорт кај нас, значи имаме талентирани деца во било која област. Меѓутоа гледаме дека резултатите кажуваат сосема нешто друго. Тука повторно бара промена. Тука повторно бара системско решение и затоа јас некако трнав самиот да ги направам тие промени, особено во делот со менталното здравје и таа некоја едукација која што сакам да ја потикнам кај луѓето. Од друга страна, ми е многу драго што кај нас се појавија луѓе експерти кои што силно говорат на оваа тема. Имав одличен подкаст со како се каже девојче од спортот, Ева. Одлична емисија гледав. Прекрасно говореше на таа тема со спортската психологија, улогата, искуствата. И затоа трнав во таа некоја насока да дадам некој свој печат. Тоа што јас сум го немал кога сум бил играч, сакам да го пренесам еве сега пред овие млади луѓе тука. Имав неколку обиди, креирав еден свој проект, јас можам. Целта беше на тој проект да ги потикнам младите луѓе да веруваат во себе. Проектот се вика "Јас можам, создавање победнички менталитет". Идејата ми беше преку тој проект да ги потикнам младите да веруваат дека можат. Затоа што победник не е само оној кој што ќе крене пехар, не е само оној кој што ќе крене медал, кој што ќе носи медал, тоест на врат. Победник е оној кој што ќе се обиде и тогаш кога ќе сгреши, кој што нема да се плаши од грешка. Ние мораме да сватиме дека во животот ќе имаме и грешки, и успеси и неуспеси. И од тие грешки, ако не направиме грешка, нема да научиме. Меѓутоа, победникот е оној кој што направил грешка, окей, сум направил грешка, ајде да видам сега како може да ја поправам таа грешка, да не ја повторам на редниот пат. Тоа беше мојата цел и тоа беше мојата идеја, да им овозможам на луѓето, на оние кои што се во оваа област, млади спортисти, тренери и така натака, да научат и да добијат некакви информации повеќе во однос на тоа. Да, сега, например, го спомна примерот со тебе, си пробуваш нешто ново, нешто што знаеш дека може да функционира, бидејќи некој на некое највисоко ниво во светот кај што си, кошарката го прави. Дерек Роуз беше MVP, еден од најдобрите играчи во неговото време, и ти сега као дете го правиш, тренерот ти ка зошто правиш тоа, не го прави. Како доаѓаш од тој момент до таму, што тебе ти помогна да сватиш дека, пошто имам приметено и искусено и сам, кај што не секој тоа ќе го прими на начин на окей, знам дека тренерот го кажува, ама јас знам дека функционира, или имам можности да, знаеш, многу голем, ајде да не генерализирам, ама мислам дека голем дел од луѓето би го земај окей, толку готово, нема да пробам ништо
такво повеќе, престанувам и слушам тренерот што ќе ми каже. И сега, што ти помогна на тебе да доеш до тоа да чекај, окей, да, може да промашив, ама ја пак ќе продолжам тоа да правам? Па ова е одлично прашање и сега во даден момент ти се случува блокада. Си викаш, добро, значи, ајде, авторитет ти имаш пред себе кој што ти рекол, слушај, не го прави тоа, зошто си го направил тоа, знаеш, битна е надпревар, ние никој не сака нели да сгреши така натака, секоја топка е важна и така натака. Меѓутоа, пак од друга страна сватив дека ако не пробувам, нема да знам дали грешам. Ако не пробам, потоа некако самиот пред себе ќе си, како да кажам, ќе си бидам луд на себе си. Зошто не сум се обидел повторно, за да направам нешто кое што ќе придонесе и за мене, и за клубот, и за луѓето со кои што играм. Меѓутоа, она што сакам да го потенцирам, јас многу разговарав и со моите родители. Сега со татко ми ќе разговарам, тато ваков имав, да кажам, ситуација, што мислиш ти? И татко ми секогаш ќе ми посоветуваше, види, уживај во спортот. Океј, тренерот ти рекол, види, разговарај со тренерот, зошто ти го рекол тоа, дали постои шанса следниот надпревар повторно да го направиш, да се обидеш, да дадеш повторно се од себе. И некако сватив дека одговорноста која што јас ќе ја земам, да направам повторно дел од себе, ќе ми даде можност да растам. Без одговорност, сватив дека не можам да пораснам. И јас ќе земам повторно направам одреден обид, нели да шутнам и така натака и било што, меѓутоа ќе бидам одговорен пред тренерот, пред себе си, дека јас во следниот обид ќе се обидам да го дадам најдоброто од себе. И само кога почнав така да размислувам, не сакам да размислувам на крајен резултат. Нели сега шампион морам да бидам, мора. Океј, јас ќе бидам, сакам да бидам, меѓутоа сакам да го дадам најдоброто од себе. Да имам една минута, една секунда да влезам на терен, барем да го дадам најдоброто од себе. Или да имам една секунда да имам можност да презентирам одредена услуга, да презентирам одреден проект, да презентирам нешто што е корисно, меѓутоа да го дадам најдоброто од себе. Бидејќи само како така, кога ќе го дадам најдоброто од себе, сваќам дека тогаш сум си победник сам со себе. Сум си успеал да го дадам најдоброто од себе во било која област тој да го правам. Затоа што знаеш, еве ова, да добиеш во животот шанса е многу тешка работа. На еден подкаст хрватскиот селектор, мислам, на фудбалска презентација, Далич во еден подкаст вели една од најтешките работи е да добие шанса. Кога ќе добиеш шанса, има две опции: да искористиш максимално или да не искористиш. И затоа сватив, ќе се потрудам да добијам шанса и да го дадам најдоброто од себе. Да. Тоа е интересно и е една од причините зашто секогаш ќе продолжам да зборам за тоа колку само спортот е многу важен, бидејќи сите овие работи, ја сега што ги спомна, и за добивање шанса и за обидување од која ќе нема да успееш и ќе гледаш, ја го направив, половично успеав. Што ми треба да направам за следен пат да успеам целосно или не сум успеал уопште. Како да се подобрам. Сите овие работи може многу лесно да се научат преку спортот, каде што на крајот на денот дали ќе изгубиш или добиеш. Тоа пред некој ден ми излезе видео кај што затоа на пример спортот е многу добар. Кај што да, си го сакаме, имаме пасија кон него, го играме, го гледаме, навиваме, ама на крајот на денот дали ти ќе победиш или изгубиш, ти после тоа завршуваш, идеш дома, имаш живот. Да. Не е прашање на живот или смрт. Да. И во една таква арена, ние као деца, као млади, па и постари, имаме шанса да научиме работи кај што да имаме одговорност, ама до некаде таа одговорност престанува. И кај што окей сме изгубили. И сите сакаме да победиме, сакаме да сме шампиони, сакаме едно друго. Ама на крај на ден утакмица завршува, ние си идеме дома и се соочуваме со вистинскиот живот. На некој начин ни дава мала призма кај што окей, да, некојаш, не знам, сигурно тебе ти се случило, имаш или гледаш или си дел од утакмица кај што последна секунда, шут на кош. Да. И мислиш дека тоа е толку готово, нема, си изгубил, нема поек. И
завршува и окей, си идеш дома. Си стушираш, си идеш дома. Продолжуваш со животот. И од тука затоа сметам дека спортот, и пак ќе кажам, тоа ќе продолжам секојаш да озборам, ние имаме таква шанса преку него да научиме работи, skills, кои што на нас после тоа ќе ни бидат многу корисни во живот. Бидејќи ти тоа ако го научиш во некоја арена кај што пак има одговорност, имаш некој ризик, ама знаеш дека и да сгрешиш не е крај на свет. Така е. Знаеш, секогаш имаш шанса да се поправиш. Секогаш имаш шанса да направиш подобро од претходниот пат. Барем во спортот, тоа е една од убавите лекции. Ако денеска сум имал лош ден, се случува. Значи, и најдобрите играчи, најдобрите спортисти, и најдобрите бизнисмени се случува да имаат во текот на своите кариери лоши денови. Меѓутоа, клучот е тука да научиме нешто од тие лоши денови. Сите сме ние луѓе и сите ние имаме емоции во себе и секој носи различни емоции. Секој има право да сгреши, меѓутоа, ајде да видиме сега како да бидам наредниот ден подобар во тоа што сум го направил. Во однос на тоа, спортот како едукатор, сметам дека е еден од најдобрите едукатори, ако не и можеби најдобар, затоа што преку спортот, бар генерално јас научив многу работи кои што ми помогнаа понатаму во мојата, да кажем, во мојот развој, личен развој, кариерен развој, меѓутоа и човечки развој како индивидуа. Преку спортот првенствено научив како да се почитувам себе си. Како да ги почитувам останатите. Како да почитувам авторитет, меѓутоа и како да не подклекнувам толку пред авторитети. Ги почитувам тренерите, ги почитувам другарите, ги почитувам сите максимално, меѓутоа да се почитувам и себе си. Научив како да се носам со победата, како да се носам со поразот. Научив дека во спортот секогаш е добро да пружиш рака и на оној кој што победил, ами на оној кој што изгубил. За мене тоа се величини на луѓе. И многу на пример ми исполнува кога ќе видам спортски моменти каде што конкурентски играчи еден со друг си се поддржуваат. Ќе се повреди, ќе му даде рака, ќе кажат убави зборови едни за други. Од друга страна, спортот ми дава една лекција да се грижам и се го сакам моето здравје, што е уште многу поважно. Знаеш, јас имав спортот ми даде една таква дисциплина, тренирав кошарка 13 години и викенди, надпревари, од понеделник до петок тренинзи и така натака, еден режим на исхрана, тој режим сам си го наметнував. Сакав да се хранам здраво. Немав тогаш можности да работам со нутриционисти, со фитнес тренери и така натака, тогаш тоа не беше толку популарно и промовирано. Меѓутоа тоа и да се сакав да го имаш, тоа било многу поскапо. Меѓутоа кај мене во семејството, да кажем, секогаш владаше таа една спортска атмосфера. Моите родители и мене и брат ми како не поддржуваа во спортот, на вистина беа жртви, верувам како и голем број на родителите кои што децата сакале да им дадат насока во спортот, да преку спортот станат културни луѓе, успешни луѓе со вредности. И затоа за мене спортот секогаш ќе биде еден од најсилните едукатори и таа дисциплина и ден денеска ја носам со мене. Дали одам на летовање или зимовање, секогаш гледам да имам простор за спортување. Дали е тоа трчање, дали е пешачење, дали е фудбал, кошарка, спортот за мене секогаш има посебно место во мојот начин на живот и многу голема улога во мојот личен развој. Да, и истото го потпишувам и јас и се согласувам каде што има доста работи, баш таман се погоди, не планирајќи мината недела и уште ја слушам книгата која што биографија за Никола Јокич. Знаеме кој е Никола Јокич, знаеме каков и кај има стигнато и е најдобар кошаркар моментално во светот. И знаеме, знаеш, барем ние тука од малце ја знаеме неговата приказна, од буцкасто дете станува најдобар кошаркар, ама оно што ми е интересно и читајќи и слушајќи ја таа негова биографија која што мислам дека многу добра, книгата се вика Why So Serious, предобра recommendation. Сваѓаш многу работи кои што и тоа баш преска зборав со некој за тоа. Е таква приказна да ако
знаеш, ако се немаат случајно сите работи кои што се погодиле, сите некои коцки му се склопиле, он никогаш не би успел, а му исто време знаеш дека таков едноставно начинот на кој што он се однесува спрема работија е без разлика што и да се десло, он пак ќе успел. Може немало да биде кошарка, ама ќе успел друга, бидејќи има она, и ти го тоа го спомна, и твојот совет од родители, уживај у тоа. Да. И кога уживаш во нешто тоа, и тоа е причина зашто и го спомнувам, што ти можеш да бидеш најдобар, можеш да бидеш да имаш некаква улога у тима, да не бидеш, ама ако не уживаш у тоа што правиш, и ако не сакаш да не знам, не ти си иде ни на тренинг, ни на утакмица, не сакаш да не уживаш у тоа, престануваш да уживаш, и тука е мислам оној момент кај што се забораат доста, кај што не знам, од Јокич да имам сватен он, сваќам колку само не тренирал кога бил дете или кога растал. Да, сега сигурно е многу поразлично, ама доаѓале до степен на неговите тренери измислувале начини како да земат у сала да тренира. Утакмица друга, он си иде на утакмица најдобар од сите, нема ама и тоа што се има случај кај него е што има луѓе околу него кои што го сватиле тоа дека е поразличен. Да. Дека не можеш со него, кој бе нема да играш ако не тренираш. Така е. Ама не можеш така со сите. И тука мислам дека голем дел од младите луѓе и би сакал да слушам што мислите за тоа, ама голем дел од младите луѓе кои што започнуваат со спорт, имаат талент, немаат талент без разлика. Голем дел од нив некаде во целиот тој процес ја губа таа желба да се надпреваруваат поради некој. Дали тоа ќе биде тренер, дали тоа ќе биде родител, дали тоа ќе биде претренираност, дали тоа ќе биде некој друг фактор, ама едноставно некаде во целиот тој процес ја губа таа желба да уживаат у тоа. Најчесто, нели, кој ќе сватиш чекаве, ја почна да играм кошарка или тоа што сакав да играм со другарите, да уживам. Да. И ти после неколку години си кажа, ја не уживам веќе, ова мачење ми. Дали го гледаш тоа и како, например, ако го гледаш, кои се некои од начините кои што можеме да ги смениме во тој поглед, за да не се дојде до тој степен на, не знам, немање веќе желба за игра или за уживање у тоа што сакаме да правиме. Па еве, јас ќе трнам од себе. Еден мој пример ќе кажам. Јас кога завршив економски факултет, тука на државниот во Скопје, па после тоа магистрирав на медицински факултет јавно здравје 2 години, тука исто така на медицинскиот во Скопје. И кога завршив со економски факултет, јас некако потојно во себе сакав да се занимавам со спорт. Сакав да го работам, да бидам во таа област. И по завршувањето на факултетот се вработив во една фирма за ревизија. Меѓутоа некако не бев толку исполнет кон таа работа. Знаеш ти тоа што го кажа, работев, давав се од себе, меѓутоа некако не бев јас тоа. Не бев исполнет во тоа што го работев. И со моите седнав, разговарав и викам, јас не сум исполнет тоа што го правам. Јас некако повеќе се пронаоѓам во онаа сфера со здравјето, со спортот, и моите ме поддржаа. Во ред, ако сметаш дека тоа те исполнува, тогаш дај да видиш барем начин што би работел. Завршив магистерски студии и некако се пронајдов во таа една област, промоција на здравје, работа во делот со спортот, едукација и така натака, затоа што навистина се насочив кон тоа. Ја добив поддршката од семејството, добив поддршката од родителите. Видоа што го кажа ти, препознале луѓето нешто, значи они тие виделе во мене дека јас тоа сакам да го работам, дека јас пристапувам со голема пасија, со голема љубов, со голема желба, пишував трудови, одржував обуки, ајде ќе збориме за тоа понатаму. Видоа дека сакам тоа да го правам. Ме поддржаа во таа моја иницијатива и во таа моја некоја идеја да ширам надредена мисија за подобро здравје за луѓето, за младите, за спортистите и така натака. И она што за мене е клучно е треба да го правиш тоа што го сакаш. Меѓутоа во даден момент некогаш децата знаат да бидат на некој начин форсирани
во нешто што тие не сака да го прават. Не знам, дали може би ги форсира друштвото, заедницата, семејството, родителите, тренерите, така натака. Многу често тие дечиња кои што се форсирани во одреден спорт или во одредена некоја друга професија, некој може сака да биде доктор, а го тера да биде, не знам, уметник, некој сака да биде музичар, а го тера да биде доктор. Во таков еден момент, дефинитивно дека ти не можеш да уживаш во тоа што го правиш. Затоа сметам дека треба да се има еден отворен разговор најпрво. Отворен разговор со најблиските, да разговараш, да ја кажеш твојата идеја, да кажеш каде ти се пронаоѓаш, што е тоа што тебе те прави среќен. И затоа кажав низ спортот дека учиме за себе, да знам како себе да се почитувам. И окей, може би некогаш на 19-18 години и не ни знаеме кај сме, што сакаме да направиме, како сакаме тоа да го направиме. И затоа реков, многу е битен тој момент на разговор со семејството, со пријателите, меѓутоа најбитно со семејството. Не секогаш семејството може да ти го даде вистинскиот одговор. Меѓутоа ќе ти даде некакви совети, насоки, кои што може би ќе ти помогнат во разбистрување на таа некоја твоја мисла и таа некоја твоја идеја. И тоа би го рекол и би го советувал да се применува и во институциите, и во компаниите, и во спортските клубови, и во организациите. Разговор. Затоа и менталното здравје всушност на некој начин, за да го подобриме менталното здравје, треба да разговараме. Не треба да има, како да кажем, тие некои скриени теми. Леле, ако разговарам со психолог, што ќе кажат другите? Исто како што идеш на фитнес, како што работиш на твоето физичко здравје, ти мораш да работиш на твоето ментално здравје. Ти мораш да разговараш за било која област во твојот живот, што се случува. Седни разговарај. Многу полесно е така, отколку да го криеш тоа во себе, да прашуваш каде да идам сега, што да правам, што е подобро, аха, може би сгрешив, може би не сгрешив. Разговарај, доби го советот, па види после во која насока ќе се движиш. Меѓутоа сметам дека мене бар многу ми помогна разговорот со најблиските и ете, тие некои насоки кои што ми ги дале родителите, тие некои совети кои што ете ми помогнале да достигнам до некои работи кои што ете во кои што јас не самиот не сум верувал дека ќе достигнам. Да, баш тој е аспект на разговор колку е важен и колку се занемарува најчесто од професионалци, поготово сфера на пак сме спорт и тренер, пример, некојаш е тешко да доеш да му кажеш вака и вака, тешко ми е ова, бидејќи не знаеш како ќе реагира. Бидејќи најчесто тоа што гледам тука кај нас, се нема тој однос на тренер играч да биде пријателски. Мора да се знае каква е. Да, секојаш треба да се има почит спрема и да имаш авторитет врз, например, ако си тренер играч, ако си играч треба да имаш почит кон тренер, ама сметам дека ја нема таа можност за тој разговор таму. И од тоа што имам видено и од тоа што го имам искусено, знам дека се уште тоа на некој начин табу, кај што ти не можеш да бидеш пријател со твоите играчи. Зошто? Баш напротив. Ти многу подобро ќе знаеш како да им помогнеш, ако знаеш што им се случува во животот. Така е. Ама ако не знаеш, и тука тој аспект разговор е многу важен за било што кога стана збор за нашето ментално здравје и кое што после тоа се рефлектира и физички, и психички, и социјално, и на секој можен начин. Еве сега ќе ти споделам едно многу интересно искуство. При соработка со Фондацијата Новак Џоковиќ, стапив во контакт да ќе кажам после како се тоа беше и добив една покана да присуствувам на една панел дискусија која што организира во Ниш. На таа панел дискусија гостин беше Светеслав Пешич, кошаркарскиот селектор, кој што направи одлични успеси и видно, мислам, стварно бев среќен и исполнет што ете имам шанса да дојдам на таков еден настан, да слушам еден таков човек и да дознам на кој начин и како он се однесува во тој, мислам дека темата нешто беше во врска со градење авторитети кај играчи и така натака. И ете тоа што го зборевме сега, желбата да го правиш тоа што го сакаш, таа некоја моја желба што имам во себе, таа некоја пасија, ме понесе до таму да јас му ги гледав сите негови интервјуа, да видам какви прашања му поставуваат, како одговара човекот на тие прашања,
за да јас му поставам прашање, за да добиам одговор од него. И јас го прашав баш како он го гради тој некој авторитет, таа некоја комуникација со играчите. Сепак е тренер на Богдан Богдановиќ, Јокич, позади него позади нив поминале еден куп лејада на големи звезди и така натака. И сепак се тоа играчи со реноме. И сега многу е битно ти како тренер каков контакт и авторитет ќе воспостави со нив. Ми даде многу бав одговор. Дека авторитетот го гради врз основа на знаење кој што тој го поседува. Ти не можеш авторитет, знаеш, некогаш многу тоа на делува авторитет или лидер авторитет или лидерство ќе градам со оној пристап на како да кажам, пристап на слушај, јас сум најдобар. Ти мора да ме слушаш мене. Знаеш кој сум јас, знаеш ти ќе го направиш ова. Ти не си за ова, јас сум за ова. И тоа е некој пристап на потценување. Лидерот го гради авторитетот врз основа на неговото знаење. Лидерот е оној кој што веќе го поменал тој пат, кој што сега оние кои што се позади него треба доправо да го поменат. Им дава рака, ги повлекува со нив. Истото тоа тој го пренесе таму. Во однос на комуникацијата, што кажа? Воспоставам со нив комуникација пријателска. Ги прашувам како е во семејството, од каде потекнуваат, што прават, како се движи некој нивен ден, да ги дознае сите информации на кој начин ја воспоставува таа комуникација. И знаеш, како да кажем, импресивно е кога слушнеш таков еден пристап од човек кој што направил многу во светскиот спорт. И затоа сметам дека таа комуникација мора да постои. Еве, например, се подготвуваме сега наши спортисти беа на европски првенства и така натака. Кај нас лично сметам дека ние имаме еден недостаток на градење на стратегија за врвен спорт, младински спорт зборам. Значи, едно е да ние се фокусираме на спорт тука во нашите лиги, меѓутоа друго е кога ние креираме спортисти, репрезентативци кои што ќе се преверуваат на европски првенства, светски првенства, олимпијада е па сосема нешто друго. Таму веќе тоа е еден друг концепт на припреми, подготовка и така натака. И еве, например, не знам, јас сум сега тренер, селектор, за 2 години имам европско првенство, ги знам кои се играчите од прилика, ги следам нивниот развој. Зошто тие играчи да не ги соберам еднаш во месецот, да поразговарам со нив, да видам како е, како иде, како се тренизите, до кај се, оние кои што се во странство, вклучи ги онлайн, да видам дали има повреда, како се враќа од повредата, какви се неговите очекувања во тимот за првенството, дали нешто го мачи. Па ќе викнам спортски психолог да поразговараме, да се створи таа близина и таа хемија, затоа што еве сите големи екипи кои што прават резултати стварат хемија внатре во нив. Еве сега и српска репрезентација се гледа како игра, има убава хемија. И нашата репрезентација која играше во Литванија се види каква хемија се створи. Така што сметам дека тој однос и таа комуникација која што се од клучно значење и мора многу да се работи на тоа. Да. И мислам дека се нема клучното тоа е стратегија. Ние немаме стратегија. Ние некојаш ќе се појави генерација кај што ќе ни се погоди. Ќе имаш Перо Антич, ќе имаш Гечевски, па ќе го додадеш Боме Келеп и имаш 4-то место во Литванија. Колку само малце е потребно некојаш за така да се спојат сите. Ама фактот е дека ние немаме стратегија. Ние баш пред некој ден зборев со Едо, тренер кој што ни беше дал подкаст, и зборевме за кај сме ние, а каде се например другите. И баш зборевме за Шпанија. Кај што Шпанија е држава каде што е во самиот светски хремот, ако збориме за кошарката, едни од најдобрите. И кога гледаме на младински, тоа е он што ми го воочи дека во Шпанија, не знам точно кој период, ама увиделе дека не им растат поеќе толку високи деца. И сватиле дека оке, ние мораме начинот на сама игра да осмениме. Затоа, например, ти ако гледаш Шпанска лига, таму има многу поразлични правила од било каде на друго место, у смисла, сакаат да го убрзат начинот на игра. Од таков оке, ние увидуваме, правиме анализа на населението буквално и сето тоа што учиме го додаваме. Плюс, тоа што
од тоа што еве и он ми го спомна и го имам и го знам за голем дел од шпанските легендарни кошаркари, од Пау Гасол, од еден друг. Се дел од тие екипи. Он ми вика, не Шпанија, ама ми вика, играме против Грција сега во Белград, на клупа кај нив седи Диамантидис. Никаква функција. Ни тренера, ни ништо, ама седи заедно со нив ги бодри деца. Кај нас кој? Од такви некои мали аспекти, а да не зборуваме па не знам, кај нас треба револуција да се случи, да имаш психолог во екипа, да имаш стратегија кај што ќе ги вклучува тие разговори со психолози, со други спортисти, па учиш, па и сваќаш дека ние моментално лутаме и ако ни се погоди нешто, ако се погодат уште некој нов Антич, Гершевски, Мекелев, Владо Илиевски, ќе направиме успех и ќе бидеме успешни. И после тоа се прашувам, па не функционира бидејќи ние од корен немаме. Да. Ние дали сме направиле студија да видиме какви ни се деца, поготово нели ако збориме за кошарка, многу е важна висината. Дали гледаме како се игра кошарка? Дали ти на деца од 12 години им пушташ тренер почетник, кој што не знам, 20 годишњак само може уште игра или некој само што знае, им ги пушташ на тие деца или им ги пушташ најдобрите тренери у државата. Што ти треба уште од мал да ги научиш, ако ти уште од мал ти бидејќи сум имал можност и идеш на утакмица, суди, ги прекаш 18 годишни деца. Да. Сега супер, да, ти сакаат да научиш, Okay. Ама поради тоа што тие деца им судат на други, на 11-12 годишни деца, тие мали ќе се научат на лоши навики кои ќе пораснат, нема да знае, а ти кој ќе им ги правиш најдобрите судии, кои најдобрите тренери ќе работат со нив уште од мала возраст. Да. Физички, ментално, па добро, да, тегови уште нема, ќе научиш уште од мали како да се однесуваат, што да прават, како да се грижат за своето тело. Така се успева. А ние, знаеш како и сам, Да. кога си 12 годишни, те тренира некој почетник, не те тренира најдобриот тренер у екипа. Така е, види, мислам, тоа сме го поминали сите ние кои што сме спортувале и тоа што го реков во таа некоја да кажем ајде мој период на тренирање сме немале можност да имаме некој едукатор кој што ќе ни даде одредена насока. Или еве сега, не знам, што се случи одредени негативни резултати во спортов и така натака. Ајде да видиме сега она како јас би пристапил. Дечкиве кои што влегува во А дивизија, кои што освоја, мислам дека втори беа во Европа, ако не се лажам, второ место освоја или го освоја, да. Тоа беше одличен резултат. И видовме дека имаме талентирани деца. И видовме дека можеме. Јас ги гледав сите надпревари, ги бодрев и стварно го сакам спортот, стварно ги почитувам сите македонски спортисти, ги поддржувам. И сега дечки направија одличен резултат. Сега поминаа во Б дивизија, тука имаше некои негативни резултати. Меѓутоа она што јас видов, јас бар согледав дека имаме талентирани деца. Сега ајде да видиме зошто се случили тие негативни резултати, како треба да се направи, како понатаму да се продолжи. Затоа што греот е стварно талентирани деца да, како да кажам, да не им се види нивниот да кажам максимум и она што ние можеме да го постигнеме во спортот. Затоа што создавањето на спортисти, врни спортисти не се создава во краток временски период, треба време. 4, 5, 10 години, тоа е еден долг период во создавање на врни спортисти, но при тоа треба да се работи на тој младински спорт, на развивање на промоција на младинскиот спорт. И мораме спортот многу повеќе да го промовираме. Еве, јас, например, многу би сакал да гледам повеќе билборди низ градот, каде што се промовира спортот. Наједноставен билборд. Земи топка во рака, излези, биди најдобрата верзија од себе, ти можеш, верувај во себе, тргни во спортот. Значи некакви такви, да кажам, едноставни моменти кои што ќе промовираат спорт, ќе поттикнуваат спорт. Јас, да кажам, во својата работа имам можност да соработувам со врни луѓе од светот на спортот.
фитнес тренери, кондициски тренери, нутриционисти, спортски психолози и гледам како работат. Имав можност да бидам во Загреб, кај еден од, да кажам, најдобрите тренери во регионот и во Европа, Марино Башич, кој што беше фитнес тренер, кондициски тренер на прва тенисерка во свет, Каролина Плишкова. Имав можност со него да соработувам. Бидејќи јас 7 години работев како персонален тренер и кондициски тренер, работев и со рекреативци, имав можност да работам и со спортисти, тенисери, кошаркари, дечиња кои што спортува. И кога бев кај него во Загреб на едукација, бидејќи за да работам во тој сектор, морав многу да се едуцирам. Не би се дозволил сами од себе да работам нешто да притоа немам едукација и знаење. И кога бев таму во Хрватска кај него, имав можност да видам како работат млади спортисти, 16 години, 17 години, 18 години, како им се пристапува при секоја вежба, вежба за координација, експлозивност, мобилност, сила, издржливост, пристапот каков им е, како разговараат со тренерите. Тоа беше за мене, да кажем, едно уживање и да видам како јас тоа да го пренесам после на кај спортистите тука. Зошто е битно да работиш вежби за труп? Зошто е битно да работиш вежби за мобилност? Како тоа ти помага тебе како спортиста? Имав можност да преку соработката со Марино и преку, да кажам, таа некоја моја желба, иницијатива да бидам една подобра верзија од себе, и она што реков, нели, да земеш одговорност, да вложиш во себе, да се трудиш, преку тој човек запознав многу други врни луѓе, експерти, како спортски психолози и нутриционисти, со кои што ја продлабоџев соработката и сакав да набрам нешто тука и во Македонија. Значи, сакав да нашите луѓе тука од Македонија, тренери, спортисти, нутриционисти, психолози, да имаат допир и контакт со таков профил на луѓе. Затоа што знам дека е многу тешко да дојдеш во контакт со тие луѓе, да добиеш директна едукација, да добиеш шанса да слушнеш од нив некаква информација. Затоа што сепак, нели, тие работат со големи спортисти, немаат многу време за такви работи. И целата таа некоја моја иницијатива и идеја започна уште во времето на короната, кога заедно со брат ми решивме да направиме одредени едукации преку Instagram Live. Наедноставно, нели, кога беше карантинот, никој, сите затворени. Идејата ми беше со такви експерти, прво почнавме со Марино, па со некои луѓе од тука од Македонија, кои што се исто така во таа област, да дадеме некаква едукација во делот на физичкото здравје, во делот на спортот. Кога видов дека има потреба и луѓето бараат нешто повеќе во делот на психологијата, тогаш ми текна, викам, да направам еден мастер-клас, онлайн мастер-клас за спортска психологија. Прв таков во Македонија беше и во регионот. Идејата ми беше токму од ова што јас сум го поминал и што го гледам на терен кај младите, а тоа е како да бидеш, темата беше биди победник во твојот ум. Во тој сегмент беше. Како да криеш победнички менталитет, како да се носиш со емоциите на терен. Баш тоа што го зборев. На тренинг сум една верзија, најдобар. На надпревар сум сосема друго. Се губам. Ме нема. И тука е различен е пристап, тогаш луѓето различно доживуваат. Сад вика тренерот, па ти на тренинг играш едно, на надпревар си друго, значи дека тука нешто има. И баш водено таа идеја, сакав да направам таков мастер-клас. И тогаш како прв излегов и по медиуми, тука морам да дадам една благодарност, многу медиуми ме поддржаа, ја прифатија таа моја идеја, гостував, кажав многу повеќе за што ќе се случува, како ќе се случува. Правевме еден мастер-клас со одличен спортски психолог Лукаш Кринерич, кој исто така еден од најдобрите во регионот и во Европа, кој што работи со многу познати спортисти, меѓу кои што и со Роколин Јукич има работено, хрватскиот репрезентативец. Имавме супер настан. Беше онлайн, имаше пријавено луѓе и од Хрватска и од Македонија, мислам дека имаше и од Србија и од други вакви држави, и беше многу интересно. Што добија луѓето? Луѓето добија можност да воспостават контакт со него, да добијат одговор на прашања поврзани со таа тематика и да добијат можност да бидат дел од Facebook група во која што ќе поставуваат прашања. Јас си направив целостен концепт, скрипта, за да можат да се едуцираат максимално, да бидат една подобра верзија од себе. После тоа, видов дека има заинтересираност, ајде велам, ќе направам исто вакво и во делот на исхраната. Го поделив семинарот, направив еден за спортска нутриција, другото беше за исхрана кај рекреативците. Исто така беше онлайн и баш
и тоа помина супер, со исто така со 20 дечки нутриционисти, Роко и Никола, врвни дечки кои што работат со познати спортисти. И ме прашуваат луѓе, добро, зашто го правиш ова? Демек, во Македонија спортот не е толку развиен. Го правам затоа што сакам да допринесам нешто. Сакам да имам возможност луѓето да добијат некаква информација, некаква корис, да научат нешто повеќе, да придонесат во тоа што ќе го прават, како со работа со спортистите и така натака. Затоа што градењето на еден спортист не е работа од денес за утре. Тоа е процес. Значи, тоа е негување, како цвеќе кое што го полива со вода, така и спортистот, така и секој друг човек кој што сака да успее во одредена област. Значи, мора да се негува, да кажам, кариерниот пат на една индивидуа, кариерниот пат на еден спортиста, кариерниот пат на еден човек. Еве, земете го примерот со Новак Џоковиќ. Како се негува низ годините. Кристијано Роналдо, Кира Лазаров, кој што исто така играше до 40 некоја година, се негуваат, значи вложуваат во себе и учат. И сметам дека многу треба, мислам, да се поистоветуваме со спортски приказни, со спортски примери кои што еве ги Федерер, исто така слушав еден негов подкаст кој што вели низ годините како учел за себе, за контрола на емоциите, како ги совладува тие негативни емоции, негативни мисли. Тоа се случува и во секојдневниот ден кај секој ден обичен човек. И некако сите овие мали работи што ги правиме, јас може мислам дека за мене си викам направив онлайн вебинар, како дали е тоа голема работа. А константно трагам по нешто да направам, нешто да допрам до некоја институција, тешко иде тоа многу и си викаш па добро, никој не го препознава, дали ова вреди, а фактички тоа се све мали чекори кои што те носат до тој некој голем чекор. И не знам, таа некоја верба во себе, која што сум си ја стекнал низ годините, ми помогнала да имам можност да ширам таа некоја емисија за подобра верзија кај секој од нас. Затоа што стварно сакам веќе да се пренесе таа порака, абе луѓе, ние можеме. Значи ние можеме да направиме резултат. Ние можеме да направиме промени. Треба да тргнеме од нас. Нема веќе она ајде да видиме следна фаза да поминеме или ќе видам ако ме примат, ако положам. Зашто тоа? Зашто таков пристап? Седнувам, идам да го дадам најдоброто од себе. Одам на европско првенство, да го дадам најдоброто од себе. Одам да презентирам проект, најдоброто од себе ќе го дадам. Ама за да го дадам најдоброто од себе, морам да имам позадина нешто. Морам да работам. Морам да се трудам, морам да бидам спремен на жртва. Во ниеден успех, јас ова го кажувам сега за себе, во мојата кариера што сум се постигнал. Без жртва, тешко дека можеш ти да направиш било каков резултат. Сега таа жртва дали ќе биде време, финанси, така натака, све си има своја цена и кој е колку спремен да жртвува, сметам дека толку може да придонесе. Го спомна Кира Лазаров и баш мислам дека нели, ја и ти се видовме пред ова и зборавме баш ова, мислам, е една од работите која што ми беше интересна, бидејќи баш сметам дека и причината зашто, например, конзумирам, ја читам книгата на Никола Јокич или сум читал многу различни книги на успешни луѓе во она што сакам да успеаме, поради тоа што мислам дека можеме многу да научиме од патот на тие луѓе. Кажи ми како дојде до тоа да стапиш во контакт со Кирил Лазаров, твоето искуство со него и фондацијата Новак Џоковиќ? Па јас да кажам во текот на својата кариера и во текот на тоа некој, да кажам, мое трагање по пружање на некаква вредност, од секогаш сум сакал да соработувам со луѓе кои што оставиле голема трага во спортот или во некоја друга област, затоа што сакам да направам, да научам од нив и да дадам некаква вредност. И кога веќе, да кажам, акумулирав некакво искуство позади мене, кога акумулирав одредени активности, проекти, кога направив, да кажем, една база на одредени резултати и собрав одредено знаење, сакав да соработувам со одредени организации. И јас пишав на фондација Погасол. Они работат во еден сектор со превенција од гојазност
И многу луѓе, па кај си пишат ти на фондација Покасол, кај ќе ти пишат они, ти знаеш, во ред, не може да изгубам, ќе пробам. Моето е да пробам. Пробав, ми вратија луѓето, ви благодариме што ни пишавте, сега немаме, пошто јас барав можност да соработувам со нив. Немаме сега можност да соработка, ќе ве контактираме пак. Јас повторно им пишав после некое време, луѓето пак ми вратија, немаме можност, ако има ќе ве контактираме добро. И после тоа истражував и видов фондацијата Новак Џоковиќ, работат во делот со младите и така натака, и им пишав и нив еден мейл, сакав да пренесам некои своји идеи за соработка во младите со младите и така натака. Ми вратија луѓето дека сега немаат некакви, да кажам, отворени позиции за соработка и така натака, меѓутоа ќе бидеме во контакт. И јас викам добро, после некое време фондацијата Новак Џоковиќ дознала дека ќе дојде во Скопје на промоција на еден филм тука во Скопје. Дознала дека ќе биде тука. Доаѓам во City Mall, одам да купувам карти за настанот и ми велат, вика дечко, вика нема веќе карти, вика картите се купени. Нема веќе карти, значи луѓето ги купија картите, има само прв ред тука. Викам добро. Знаеш, вика прв ред не е убав за гледање, знаеш, многу свети. Викам не ми е, викам битно. Дајте ми, викам јас ќе дојдам, сакам да слушнам, да видам што ќе кажат луѓето. Земав карта, доаѓам во киново и во тој период излегува Елена Џоковиќ, пошто и она беше тука како претставник на фондацијата. И сега во тој период ја имав можност да се сликам со неа. Меѓутоа немав можност да кажам кој сум, што сум, а баш во тој период го спремав мастер класот за спортска психологија. И немав можност да кажам кој сум, што сум, и викам добро, ајде, ќе имам шанса вајде таму на настанот. На настанот помина филмот, он има панел дискусија, завршува панел дискусијата и се они кажуваат кој сака да постави прашање до гостите или да има коментар. И јас искористив тука можност, кренав рака, кажав кој сум, меѓутоа во тој период, тоа многу сакам да го потенцирам и да имаат јас тоа го научив низ текот на својата кариера. Битно е да кажеш кој си, што си направил и не е тоа дека ти се фалиш. Ти само споделуваш каква вредност си направил. Ти ги запознаваш луѓето со твојата работа, со твојата идеја. И луѓето ја гледаат таа твоја пасија. И јас кажав што сум направил, кои ми се идеите, дека сега правам некаков мастер клас и поставив прашање. Завршивме со се тоа, се симнувам доле по скалите, да се поздравам со дел од луѓето од фондацијата, меѓу кои што беше и госпоѓа Елена Џоковиќ, и кажав одличен настан, јас сум Даријан, ви пишував многу пати, сакам да соработувам, да направиме нешто и тука во Македонија. И жената рече супер, каде сте ми пишале, викам на мейл, во ред. Она рече ќе ве поврзам сега со една госпоѓа, ме поврзи со една госпоѓа која што така работи во фондацијата, и жената ми рече слушај, во ред, која е идејата, па сакам да направиме нешто во делот на со младите за спорт и така натака. Супер, вика имаме една иницијатива која што ние ја правиме во Белград. Проект кој што го водиме се вика Путем шампион или Патот на шампионот, кој што ние веќе го прават во Србија, во Хрватска, каде што гости им беа Новак Џоковиќ, Джеко Обрадовиќ и други именентни спортски имиња. И јас пишав мейл каде што ми дадоа, се обратив, луѓето ми вратија таму, договоривме состанок и беше идејата да направиме, пошто не го прават ова вид на панел дискусии. И беше идејата да направиме такво нешто во Скопје. Викам, ајде, на моја иницијатива, дали викам може да се направи такво нешто и во Скопје. Они рекоа, може, зашто да не, дали смета дека ќе има заинтересираност, викам, ќе имаме заинтересираност. Кај нас има потреба од такви настани. Имаме ние врни луѓе. Добро, ајде, вика, направи еден концепт. Нормално јас претходно имав состанок со нив да видат кој сум, што сум. Не може сега секој туку така ти ги кажеш сега ние ќе се работуваат нели со тебе. Видоа кои се мојата позадина, бидејќи јас имав своја база на одредени активности кои сум ги постигнали на меѓународно ниво и луѓето видоа. Сега требаше да дам листа на гости. И мојата листа на гости како предлог гости беше господин Кира Лазаров, професор доктор Сашко Кедев и Полексенија Вановска, луѓе кои што направиле многу во македонскиот спорт, одредени достигнувања така натака. И ми ја пуштив листата со објаснување, буквално детално објаснив се, кои се луѓето што направиле, буквално се. И ми враќаат со таму, одлични се гостите, супер, ајде вика да идеме како ќе ги контактираме. И јас сега единствен контакт имав до Полексенија. Со неја соработувавме на еден проект, одличен човек и она. И
до господин Кире Вазаров и до господин професор Сашко Кедев немав контакт. Сега викам како да дојдам до луѓето. И ете, преку одредени контакти, некако успев да дојдам до Кире Вазаров, до Сашко Кедев и сега договараме состанок со Кире кој што ќе треба да ни биде гостин, пошто ова беше за прв пат фондацијата доаѓа во Скопје во рамки на овој настан, на моја иницијатива. Одговорноста е голема, се зема во голем зала, голема одговорност, имаш одговорност пред фондацијата, имаш одговорност пред тие луѓе кои што си ги поканил. И дојдов со Кире, требаше да имаме нели состанок и состанокот беше договорен негде околу 10 часот. И доаѓам јас 9:55 да не закаснам 5 минути. Влегувам во кафулето, он веќе тука ме чека. Седнат со тефтер, се поздравивме, разговаравме, некако ме фасцинираше тој негов пристап, таа некоја негова едноставност, комуникацијата која што ја остваривме, сподели некои искуства во неговиот начин на тренирање, начин на живот како професионален спортиста. И си велам, па добро, пред неколку години се сликав со овој човек на слика, еден од моите спортски идоли, и сега со него воспоставив контакт. И токму баш сакам да го кажам тоа. Тие некои идеи кои што се ги имал, сваќањата, вербата во себе, напорната работа, тоа што го зборевме претходно, тие некои мали коцкички кои што ти мислиш дека се мали, меѓутоа таму некаде јас верувам во таа некоја космичка енергија, се големи и те носат чекор по чекор до таа некоја твоја желба, цел да реализираш. И така воспоставив контакт со него, воспоставивме контакти со професор Сашко Кедев, кој што исто така постигна многу работи, да кажам, во алпинизмот и така натака. И почнавме да го подготвуваме настанот. И сега пак тоа ќе го кажам, таа одговорност која што сум ја зел на себе. Одговорност према мене, према публиката, према луѓето, према фондацијата, према гостите кои што се тука, панелистите. И сега ми праша еднаш кога разговара вака со пријатели, добро, нели ти беше страв да не се наполни салата, да не трне нешто полошо? И јас ти реков, окей, нормално, страв секогаш постои, ти си зел одговорност. Меѓутоа ги трнав тие негативни мисли. Јас трнав да размислувам што ќе биде после тоа. Јас ќе се созрам како човек. Сум направил терен, сум придонел да се направи нешто, сум се овозможил да пораснам. Зашто јас со тие одговорности растам, се развивам себе си и секој што го пренесувам пред сите луѓе. Да преземе што е можно одговорности за да на тој начин растеме. Не сега ние да се претрупаме, да се префорсираме, меѓутоа онолку што сметаме дека можеме. И баш кога го правевме настанот, дента кога требаше настанот да се организира, веќе требаше да се реализира панелот, почнуваше негде во 17 часот, 16:10, ние имавме најавено околу 200 луѓе ќе дојдат. И гледам надвор, гледам во салата, 5-16 луѓе присутни. И сега ме прашуваат гостиве каде се, ќе има ли публика, она луѓе, викам ќе има се. И веќе во мене тогаш почна да подработува таа некоја мала несигурност и известност. Некој мал страв, викам, а надвор беше некој време врнежливо. Викам, леле, сега врнежливо време, дали ќе дојдат луѓе? Меѓутоа, кога излегов надвор, да видам што се случува, надвор имаше редица. И видов, ги прашав за каде сте, буквално поголемиот дел од луѓето кои што беа, вика, тука сме за настанот. И некако се смирив. Не го покажав тоа, некако внатре во себе. Дали е тоа, не знам, низ годините, низ искуството да успеам да ги контролирам тие некои емоции, да нормално постои таа борба внатрешна, меѓутоа кога видов дека се напуни салата, имавме 200 луѓе, една одлична енергија, една убава приказна и тоа е нешто што никош нема да го заборавам, затоа што сето она што ние како луѓе ќе го сработиме и сето она ние како луѓе кои што ќе го доживееме, се на крајот си има некоја своја вредност. И затоа многу пати кога сум одржувал предавање пред младите и пред ваки кога разговарам, секогаш им велам, верувајте дека можете. Нема откажување од ништо. Ако денеска не успеам, ќе се потрудам утре. Секој ден имаме нова шанса за нешто подобро. И успеав да направам нешто што ќе ме инспирира и ќе ми придонесе некаква моја мотивација да продолжам понатаму во ова што го правам. Веќе повеќе од сат време снимаме. Ја знам дека уживам во разговорот и баш ми е мило што
токму со овој разговор ја почнуваме новата сезона. За крај би те прашал дали има нешто што на пример не кажавме, а би сакал да го спомнеш. Па она што мислам дека вака на разговоров свеси генерално поделивме, генерално си кажавме. Меѓутоа она што би сакал на крај да го потенцирам, а тоа е да се стави малце поголем акцент на промоција на спортот, да се стави малце поголем акцент на промоција на здравјето во целост, промоција на менталното здравје. Под промоција подразбирам, ако денеска е денот на здравјето, 7 април тогаше, да не биде само тој ден се промовираат активности, туку во текот на целата година да се прават уредни активности, да се работи на таа промоција, да се работи на промоција на менталното здравје и да се стави посебен фокус на се тоа што го збориме, затоа што во светски рамки 35% од елитните спортисти изјавиле дека се соочуваат со проблеми на ментално здравје, со депресија, анксиозност и така натака. Во 2019 година Светска здравствена организација објави дека околу 300 милиони млади луѓе се соочувале со анксиозност, сега може тие бројки да се поголеми. И тоа ни кажува дека треба да се работи. Многу спортисти почна јавно да говорат за менталното здравје, што ми е многу драго. Ги кажуваат своите маки, ги кажуваат своите проблеми јавно и упатуваат апел до сите дека треба да работат на своето ментално здравје, на таа ментална стабилност. И затоа сметам дека вакви подкасти се одлични, одличен концепт имате, одлично го правите тоа и сметам дека треба да се продолжи во овој ритам, да се промовира многу повеќе спортот, спортската психологија, менталното здравје и во целост промоција на здравјето. Да. И за крај, кој е твоето прашање за оние кои што не слушале до сам крај, што сакаш нив да ги прашаш? Па јас би ги прашал дали се плашат од грешка и дали ако сгрешат нешто би се обиделе повторно да го направат тоа кое што го сгрешиле.